Штипскиот градоначалник амбициозен. До крајот на јуни, штипските улици со нов асфалт. По завршувањето на реконструкциите на маршал Тито и Джемал Виедич, машините од денес се префрлија на улицата Славчо Стојменски. Та улица беше доста уништена, но мора да кажем дека овде работиме темелно. ЈПИСР ги заврши сите оние други инфраструктурни објекти, водовод и канализација, и мислам дека нема да има веќе прекупување. Паралелно со тоа се доасфалтира улицата Вита Пеперданова денеска. Ова е повеќе од добра вест за сите штипени, но најмногу за овдешните жители. Се што се работи, се е убаво, за сите убаво. Колите убаво ќе се одат, како што беше сега, нема да биде 7 сантима, како што сум разбрал. 7 сантима ќе се стави висина, многу убаво ќе биде. Нека е здрав и жив градоначалникот. Така како тера многу добро е. Освен овие локации, деновиве интензивно ќе се реконструираат улици и на други делови во градот. Наскоро почнува асфалтирањето на Сремски фронт. Радански пат ќе почне најверојатно во текот на утрешниот ден асфалтирањето, и тоа од делот на Палестина до Черења, но ќе се асфалтира и Радански пат, целата улица Радански пат. Мора да кажам дека тендерот заврши и за улицата Каваклија. Тоа улицата, значи, од паркот Бриони па се до последните куќи во деснаците. Значи, денове ќе почне со асфалтирање на оваа улица. Ќе го асфалтираме делот од улицата Карл Маркс и Борис Кидриш, тоа е платото на новата пошта. Со реконструкцијата на овие улици ќе се решат најголемите инфраструктурни проблеми во градот. Но што Захариев планира со селските патишта? Со мерките што ги дава и владата за асфалтиране улиците до село Сувограло, село Пукче веќе половина патот е асфалтиран, долани ќе се асфалтира, значи, од селото до црквата и до гробиштата патот, и улиците во село Врсаково, мислам дека ќе заокружиме на голем дел. Според најавите на градоначалникот Захариев, нов асфалт ќе добијат и улиците кај Света Недела, како и сите улици во приградската населба Железничка.